Почитувани гледачи, добар ден. Еве, по не знам кој пат, повторно се јавуваме од едно од најубавите езера во Источна Македонија. Тоа е езерото Мавровица. Поради тоа што е ем богато со риба, ем условите за спортски риболов се исполнети во најдобро светло. Со нас е концесионерот на ова езеро, господинот Кирил Николов. Добар ден. Добар ден на сите ваши гледачи. Од мене Кирил Николов, како концесионер веќе ме познавате доволно. На едно од најубавите езера за крапски риболов во Република Македонија. Така, на што се должи тоа за да добиете примат од најдобро езеро за еве како што се случува, нели, купот на Риболовната федерација тука се одржува на ова езеро? Кои беа условите, зошто баш вас ве одбрава толку езера? Па, нашето езеро веќе стопанисуваме 5-та година со него и се трудиме максимално, значи, за рибниот фонд, меѓу кои највеќе за крап, за рибата од видот на крап. Крапскиот риболов е развиен на ова езеро веќе на големо ниво и имаме доста капитални примероци. Веќе пробуваме, веќе од оваа година ќе почнеме да исполнуваме услови за некои меѓународни такмичења, услови кои се бараат по, да кажам, ФИПС стандардите. Сакаме на ова езеро да се одржуваат и меѓународни надпревари од видот на светско првенство, балканско првенство и така натаму. Значи, капиталните примероци допринесуваат да има рибари од не само од Македонија, да има рибари од Косово, од Бугарија, од Србија. Имаме доста посетители од Грција. Така да мислам дека за некои 2, 3, 4 години мислам дека ќе постигнеме резултати кои ќе бидат на завидно ниво, со да се споредуваме со сите европски води. Така, сведоци сме дека скоро секој викенд овдека се одржуваат некои надпревари по разни основи, дали било куп, дали било за нечи Така, меморијалниот куп, така, да. Купови. Така, колкава е посетеноста од рибарите, од учесниците на надпревари? Јас како концесионер, како организатор на сите, мислам на рекреативниот риболов на ова езеро, гледам да балансирам меѓу надпреварите и меѓу рекреативните рибари кои доваѓаат на слободен риболов, бидејќи сепак ова езеро е создадено за рекреативен риболов, но со помош на надпреварите помагаме и на други, помагаме и на самото езеро. Значи, организирам месечно барем по еден крапски надпревар и по еден фидер надпревар. Доколку во календарот на Македонска риболовна федерација, како оваа година што се погоди и тие да сакаат да организираат надпревари на нашето езеро, јас гледам нивните надпревари да ги вклопам во мојот календар, за да не ми биде пренатрупано секој викенд со надпревари. И сакам да кажам на рекреативните риболовци, бидејќи и кога има надпревар на езеро Мавровица, гледаме повеќе од 40% од езерото да биде за слободен риболов. Да, значи слободно да си доаѓаат рибарите. Само во викендите кога има Македонска риболовна федерација надпревари, значи официјални лига надпревари, тие викенди не е дозволено на слободните рибари да прихрануваат масовно, да како на слободен риболов кога доаѓаат без надпревар, да прихрануваат масовно и да не прават галама, бука на самото езеро, за да на некој начин, бидејќи тоа е сепак професионален надпревар, да има сето тоа некое си ниво, високо ниво. Бидејќи неќам да доваѓа до несакани работи меѓу рибарите. Така да на моите надпревари кои ги јас организирам, сигурно има над 40-50% од езерото за слободен риболов и може да доаѓаат да си уживаат рибарите на слободен риболов. Така, со што е дозволено да се лови? За чамци знам дека не е дозволено, кажавте неколку пати. Ловен објект не е дозволено, од брег е дозволено да секој да лови со 3 трски со по една јадица или една трска со 3 јадици, било за крапски риболов, било на тапа. Што треба да поседува секој риболовец, да речеме од овие
Така. што не се учесници на надпревари, нели, слободен риболов, што треба да допрема за да ги исполни условите, нели, да лови на ово езеро? Значи, како од оваа година веќе воведовме на ова езеро, бидејќи имаме многу големи убави капитални примероци, веќе воведовме во обавезна опрема, доколку лови на крапски риболов, да носи када или душек подметач, добар дебел душек. Не значи тоа дека некои велат многу е скапа таа опрема, не мора да купеш када од 100 евра, можеш да направиш душек метро на 60-70 сантими и дебелина над 5 сантиметри, сунгер обичен што се и завршена работа, условите се исполнети. Битно е за мене како концесионер и за сите уживатели во риболовот, битно е да не се повредуваат рибите. Има риби кои вредат доста пари и не можат да се најдат. И во секое време и затоа да не дозволиме да се повредуваат рибите непотребно. Така, со вадење на дневната дозвола, што му следува на еден риболовец? Тука што може, колку да се земе од уловената риба? Бела риба, значи караш црвено перка клен до 3 кг дневно може да се земе, додека костреш, сом и белвица се неограничено. Од видот на крап, веќе после мрестот, после 15 јуни, може да се земе од 1,5 до 2,5 кила едно парче во тек на 7 дена, кое мора да си го измерат сами, па да се јават да ме известат мене или некој од рибочуварите да дојде да се исконтролира. Не смее да се земе риба од видот на крап без да дојде контрола да го провери. А има ли такви случаеви до сега? Пред 2-3 години, да, и имало многу случаеви, сега веќе немаме проблеми со рибарите, бидејќи самите рибари сватија дека на овој начин најдобро се работи со рибниот фонд и за нив е добро и за нас како концесионери. И мислам дека секој што доаѓа на ово езеро веќе свати дека езерото од година во година само напредува и дека е се поубаво и поубаво. И сите самите нив можете да ги прашате, ќе ви кажат дека уживаат се подобро и подобро. Така, со комуникација со голем број од такмичарите или од рибарите, вие ги имате пофалните зборови како еден од најдобрите концесионери во Република Македонија. Како тоа треба да изгледа еден концесионер, да се грижи за езерото, за животната средина, околу езерото, за правилата и така? Така, ние знам, бидејќи самите рибари ми кажуваат, значи, за да некој каже неубав збор за мене како концесионери за ова езеро, треба да е само злонамерно нешто, инаку човек со здрав разум нема шанси да каже дека нешто е недобро направено, затоа што сите од ден на ден се повеќе и повеќе уживаат и се повеќе и повеќе риби се вадат. Колку се извадија за овие надпревари? Сега купот кога беше вториот, колку тона на риба се килограми? За второто коло од Крапската лига 1370 килограми мислам дека се извадеа тука некаде. А првото? Првото 800 и нешто, мислам дека беше 870, не паметам добро. Сега за Јане Мојсовски купот што го правевме беше 870 исто, тој куп беше само дно, значи зик не се ловеше и беше само боила куп, чисто боила куп и да јас се изненадев од резултатот, бидејќи мислев дека на длабина од 7, 8, 10 метри во овој период од годината ќе има 500-600 килограми, ама добро е, бидејќи и рибарите не беа на надпревар, бидејќи тоа беше од хуманитарен карактер, беа на... Колку учесници беа на... 19 екипи беа, 20 беа пријавени, 20 од Србија не можеше да присуствува, 19 дојдоа и да ви кажам прекрасен резултат остварија и сите севкупно убаво си пројдовме. Имате ли отприлика евиденција колку тони на риба има во езерото? Приближно. Во ова езеро, откако сум јас концесионер, имаме порибено некаде околу 6 тони риба, заедно со помош на нашите донатори за капиталните премиероци собиравме средства помош од донатори, ни помогнаа доста луѓе и севкупно 6-6,5 тона има порибено и исто така и МРФ има порибувано на еднаш 2 пати во овие 5 години и јас како концесионер
што имам порибувано и од донаторите околу 6-6,5 тони и мислам дека Крап претежно? Да, само крап, крап. ви зборувам само за крап. Во неколку наврати 21 мислам или 20 година беше, порибувавме и црвеноперка по пат на транслокација од една вода во друга. Исто така 300-400 килограми мислам дека беше. Има и бела риба доволно во езерото. Сега покрај надпреварите доста прихрана се фрла. Еве во моментот има удар позади нас. Доста прихрана штом се фрла, рибата се брзо и тове. Претходните години рибата слабо напредуваше. Зборувам за белата риба, а сега гледам дека вадат црвеноперки убави големини по 200 по 300 грама. Така, оваа година сом се извадили нешто или? Оваа година се уште нема едар сом, мислам голем примерок на сом. Има некои кило, 2-3 кила парчиња, ама нема се уште голем. Лани имаше најголем 40 килограми, имаше неколку по 10-11 килограми и така да ланската година за сом беше добра. Колку луѓе го обслужуваат ова езеро, сим вие како концесионер? Колку е вашиот тим на луѓе, нели, кои се грижат? Јас како концесионер и сум воедно и рибочувар на езерото, имаме и други рибочувари, Горан Јосевски помага во чувањето, мојот татко исто така помага во чувањето, Владко Максимов, Никола Бетувски и Лазо Даскалов, Горан Давчев, 5-6 души екипа, која што не дозволуваме во ниеден момент да остане езерото без надзор. Так. Гледам дека овдека имате како кам приколки нешто поставено. Така е, да. Зашто служат тие? Може ли да се изнемат или? Да, имам брако приколки 5, кои што им ги изнемувам на рибарите за да не влечат шатори, за преноќување. Значи има рибари кои што не сакаат да се мачат со шатори, ние ги поставуваме на позиција, наплаќаме некоја символична сума, колку да не биде безич, да можеме да ги покриеме трошковите за движење. Значи сериозно се грижите за привлекување на Да. туристите, риболовни туристи, како да ги наречам, нели, за одржување и на куповите и така. Ако имате нешто да кажете во ред, ако не, тоа е тоа. Благодарност до сите што помагаат на ова езеро и што разбираат дека мораме едно езеро во државата да створиме по светски стандарди. Значи, сакам да искажам и до МРФ благодарност, сакам да искажам и до сите донатори кои се помогнале на ова езеро од било каков аспект, не само од материјален, и во помош со чување, со пат правење, значи ние и патиштата ги средувавме околу самото езеро, колку се можностите. Малку има патиштата од главниот пат надале, кога спаѓате малце се така. Неравни, малку можда ќе треба тука да се... Нормално, сепак ова е црн пат, ова е природа, не е ова урбанизирано место за да биде асфалтирано. Доколку се урбанизира е полошо за нас, љубителите на природата. Кој сметки има. Да, така е. И сега нешто сме во преговори да со помош на МРФ и со помош на рибарите кои настапуваат во лигата да го направиме патот и од другата страна да биде тампониран, пристапен за секое возило. А како ви интересот од надвор од Македонија, од останатите држави за учество на ова езеро? Да, имаме доста посетители, морам да кажам, на фидер надпреварите од Србија, Косово. Изненаден сум, доваѓаат по 15-16 учесници за фидер надпреварите, значи во Србија и Косово е доста развиен фидер риболовот. На слободен риболов највеќе посетители имаме Косово, Македонија, Србија и Грција. Секако највеќе македонци, но веќе секој викенд имаме барем по 2-3 екипи од соседните држави. И тоа е исто така знак дека ова езеро напредува во својот развој и дека рибарите се задоволни повторно доаѓаат. Ви благодарам уште еднашка, ви посакувам многу успеси во вашиот ангажман и што повеќе да привлечете, нели,
риболовни туристи. Така ви благодарам и на вас што стално не посетувате, да не речам кога и да имате слободно време, доваѓате и правите емисии и вие сте ни од голема помош исто за развојот на ова езеро.
Денес на езерото Мавровица ќе поразговараме со еден од рекреативните риболовци, така. Добар ден. Добар ден, Сакате ли се представите? јас сум Златко Гудески. Златко? Гудески. Гудески, без В. Без два, да, при Лепско. Липско, таму потекнувате, така. Од Кривогашта. А каде живеете сега? Моментално во Скопје живеам. И вие од Скопје дојдовте овде на Мавровица да се рекреирате, така? Да. Денеска времето беше не е погодено, малку ветровито. Како ви се чини вас денешниот ден? Па денешниот ден, со оглед на времето, беше релативно слаб за риболов, меѓутоа не е најбитно само да се фати риба, ние доаѓаме да се релаксираме и така. Значи не е главното само да се фати риба. Така, у суштина тоа е да мирот, што викаме ние терапијата, покрај тапа, овдека нема тапа, сега имаме друг тип на риболов, фидер риболов, така? Да, на фидер метод се лови. Да. Ние тој метод го практикуваме. Колку време се занимавате со овој метод? Го користите? Па овој метод го користам скоро 2 години. 2 години. Скоро 2 години, да. И сум доста задоволен, значи доста дава добри резултати. Зема замав повеќе последниве години во Македонија, овој Мислам дека и метод на риболов. релативно е нов овој метод кај нас. Не знам колку време се користи кај нас во Македонија, меѓутоа да зема замав. И доста ефикасен Од метод. колку години сте риболовец ви? Па не сум многу долго риболовец. Да. Што беше пресудно да се занимавате со овој спорт? Па почетничка среќа, можам да кажам, да, и полека тоа си влегува, нели? Си зема. Каде ја уловивте првата риба? Па тука, на Ново езеро, на Мавровица, да, пред 3,5-4 години, ако не се лажам. Што уловивте? Што беше првата риба? Крапче, околу 4,5 кила крапче и така. Тоа е крап, више не е крапче. Тоа е крап, да, и така тоа, нели? Го осетивте адреналинот, нели, на влечење на... Дефинитивно да, и од тогаш почнаме така поинтензивно да се занимаваме со риболов. А со кого почнавте прв пат да доаѓате? Со колега, пријател од работа, да, со Борче, со него почнавме. Често со него Што викат заедно и доаѓаме. Борче ти ја навлече чевијата, што ви каза, да. Чевијата, да, и тоа квалитетно и така. Меѓутоа е добро. Одлично е, значи супер рекреација. Каде обично ловите? Претежно ровиме тука, зависи сега од местото, значи зависи од работата. Кога сме на терен, например, посебно бевме на еден рибник Гогомонт, кај Ранковце, исто и таму, значи идеме по риба. На реки идете? Не, речен риболов не практикуваме, строго езерски риболов, да. И фидер метод, точно така. Кој е најголемото парче до сега што го имате извлечено за овие 4 години од кога сте риболовец? Па најголемото парче го излеков пред една недела, исто на Гогомонт, беше нешто повеќе од 12 кг. Како беше чувството ете? За колку време го излековте од тоа? Па релативно брзо го излеков, затоа што големите крапови се некако помлитави, не се толку борбени, за разлика од помалите знаат да бидат незгодни кога се вадат. Меѓутоа чувството е неописливо. Кога се вади така масивна риба, чувството е неописливо, значи и адреналинот и се. На што го излековте? Што користите како мамец? Како мамец користиме бојличка на јагода и прихрана на Вандеренде. Брим, црвена прихрана. Значи за да уловите крап без прихрана, значи може, да, ама тоа е реткост, така? Може, ма е поретко, да. Со прихрана е малце поефикасен методот. Така, живи мамци користите некогаш на Живи мамци не сум користел. Може би некогаш сме користеле бели црви, меѓутоа сега не со овие мамци. Со крапскиот риболов претежно на бојлички, на вафтери, на попапи и така натаму. Добро. Бистро, па ви посакувам успешен ден. Благодариме многу. Фала и на вас. Убав ден и на вас.